Од денеска па во наредните 20 на дена граѓаните од нашиот град ќе имаат можност да ја проследат изложбата манастири во Кавадаречко, во која што акцент е даден на Полошкиот манастир, меѓутоа попатно се споменуваат и Моклишкиот и Бошавскиот манастир. Јас имав таа чест и привилегија да бидам дел од конзерваторската екипа која што од 1980 до 1985 година работеше на конзервација на Полошкиот манастир. При тоа беше извршена конзервација на надворешната архитектура, дерсување и фугирање на фасадата, конзервација на фреско живописот и конзервација на сите предмети од Полошкиот манастир, почнувајќи од големиот крст, полиелеот, царските двери, престолните икони. Беше извршена и конзервација, односно на двете влезни врати, направена копија, копиите се наоѓаат во Полошкиот манастир, а оригиналите остана тука. Паралелно со тоа се работеше и на научно-истражувачкиот проект. Присуствував на промоцијата на научните достигнувања за Полошкиот манастир, а еден од најдобрите познавачи на средновековната историја на уметност, професор Цветан Грозданов, тогаш кажа: Полошкиот манастир, спрема тоа се што поседува, представува бисер на македонската средновековна уметност. Црквите и манастирите во Тиквешијата, како и останатите средновековни манастири во Македонија, како упоришта на православниот монашки живот, со својата богата историја, духовна и материјална култура, од секогаш предизвикувале интерес со својата амбиенталност, архитектура, резба, зидно сликарство, живопис, иконопис, мобилијар и останатото движно културно наследство кое го поседуваат. Тие се свидетели на вековната традиција, да источно-христијанската култура и богатото религиозно творештво на нашиот народ. Како духовни и културни центри, имавме можност да докажеме и да знаеме дека се мощни значајни, имаат многу значајна улога во ширењето на описменувањето и образованието на луѓето од овој крај. Тие биле седишта на првите келини училишта во овој дел на нашата држава и тоа од 30-тите години на 18-тиот век, најнапред во Полошкиот, а подоцна и во Моклишкиот манастир. Училиштата биле поделени на световни и духовни, односно на граѓански и црковни. Манастирските конуци во тиквешките манастири располагали со богати библиотеки во кои имало богат фонд на црковни книги и стари ракописи. И тоа Полошкиот манастир Свети Ѓорги располагал со богата библиотека која имала околу 50 товари книги, а Моклишкиот манастир Свети Никола библиотека со околу 20 товари книги и стари ракописи. Меѓутоа, во текот на времето, од многу причини, овие богати библиотеки биле запуштени и од црквите и манастирите од Тиквешијата однесено непроценливо движно културно наследство. Манастирите почитувани постојат и ќе постојат. Тие се нашата иднина, тие се нашата културна и духовна храна.